Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Планот за чистење на речните корита и одводните канали на територијата на општина Кочани не е целосно реализиран поради помалите количини нафта што ги додели владата. Според информацијата од Центарот за управување со кризи, исчистени се канали во должина од 13 километри како превентива од поплави кај земјоделското земјиште. Со планот за чистење на речните корита и одводните канали во 2015 година за територијата на општина Кочани биле побарани 40.000 литри нафта, но од владата се одобрени 16.000, што биле предадени во два термини. Од моментот на преземањето на горивото започнало координирањето за реализација на акциониот план, при што локалната самоуправа склучила договор со комуналното претпријатие Водовод и активностите на терен започнале на крајот на септември, а траеле до средината на ноември минатата година. Исто така, после поплавите на земјоделските површини во општината, во февруари и март минатата година, Водостопанство Брегалница побарало од владата помош за санирање на последиците на речните корита, каналите и вадите што се во нејзина надлежност. Позитивно било одговорено на барањата и е одобрена дополнителна количина нафта, а преку Дирекцијата за заштита и спасување е ангажирана и механизација. Со чистењето се започнало во март и тоа траело се до почетокот на сезоната за наводнување на оризовите површини, при што се исчистени вкупно 13 километри канали. Оценка на Регионалниот центар за управување со кризи е дека доделените количини нафтени деривати за општина Кочани согласно акциониот план за 2015 година за чистење на речните корита и канали не се доволни. Прочистувањето на Кочанска и Оризарска река се вршело само на најкритичните места, бидејќи во 2014 не било вршено чистење. После поплавите во 2015 година на одреден дел на Кочанска река од градскиот стадион до селото Горни Подлог и кај оранжериите во селото Долни Подлог има се уште многу нанос, комунален и градежен отпад, а реката е обрасната и со ниска и висока вегетација. Проценка е дека на оваа делница постои можност за излевање на водата надвор од речното корито и предизвикување на нови поплави. Идентична е и состојбата со Оризарска река на потегот од местноста Слатина до вливот во реката Брегалница, како и со одводните канали во селата Грдовци, Долни Подлог и Оризари. Тие, иако биле опфатени со планот, чистење не е направено поради помалите количини нафта што и биле доделени на општина Кочани. Заради ова, стои во информацијата од Регионалниот центар за управување со кризи, неопходно е акцијата за чистење на речните корита и одводните канали да продолжи и во 2016 година, и тоа на целото подрачје на општина Кочани. Во прекин е патничкиот железнички сообраќај на релацијата Скопје-Кочани и обратно. Возовите не сообраќаат откако пред една недела избувна пожар на локомотивата во близина на Свети Николе. Средношколците и младите на возраст до 27 години од Кочани и околните населени места кои сакаат со воз да патуваат за Скопје, во моментот не можат да ги користат бенефициите за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај, што деновиве ги најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Причина за тоа е што веќе цела недела не функционира линијата Кочани-Скопје и обратно, па и граѓаните кои сакаат да купат билет на билетерницата на Кочанската железничка станица добиваат негативен одговор. Од 15 јануари, кога во близина на Свети Николе изби пожар во локомотивата на патничкиот воз што сообраќа на оваа релација, во Кочани не пристигнала ниту една железничка композиција. Поради тоа, патниците кои се уште не се информирани за новонастанатата ситуација, доаѓаат на станицата и бараат билет, но принудени се наместо со воз да патуваат со друг јавен превоз, што ги чини нешто поскапо. Официјалната причина зошто е во прекин патничкиот транспорт се уште не е позната, а Канал 8 се обиде телефонски да ги контактира одговорните во акционерското друштво Транспорт на Македонски железници. Освен префрлањето од број на број, никој од вработените не ја соопшти вистинската причина. Сепак, неофицијално можеше да се слушне дека токму оштетувањето од пожарот и недостигот од слободна железничка композиција придонела за застојот во патничкиот сообраќај. За сега непознато е до кога ќе трае прекинот, односно дали воопшто ќе биде обновен превозот на патници со воз од источниот регион на државата. На официјалната веб страница на Македонски железници нема известување дека сообраќајот е во прекин, ниту пак дали има промени во возниот ред. Во меѓувреме, до надлежните се обративме и преку електронска пошта, но до комплетирањето на оваа информација не добивме повратен одговор.
Од 1 февруари за децата до 3 годишна возраст не треба да се прави посебна електронска здравствена картичка. Новините се согласно измените на Фондот за здравствено осигурување за издавање на електронски картички. Од подрачната служба од Кочани информираат дека испечатени и пристигнати се 1600 електронски здравствени картички, кои што граѓаните од понеделник 25 јануари можат да се ги подигнат. Децата до 3 годишна возраст немаат потреба од посебна здравствена картичка. Ваква измена направи Фондот за здравствено осигурување која стапува на сила од први идниот месец. Од 1 февруар 2016 година ќе нема потреба од издавање на електронски здравствени картички на децата до 3 годишна возраст. Тие своето здравствено осигурување ќе го користат врз база на еден од родителите. Од Фондот за здравствено осигурување подрачна служба Кочани информираат дека 1600 електронски здравствени картички се веќе пристигнати и сите граѓани кои поднеле документи, а се уште ја немаат добиено здравствената картичка, може да си ја подигнат од понеделник 25 јануари. Во Фондот за здравствено осигурување на Македонија подрачна служба Кочани пристигна околу 1600 електронски здравствени картички, кои апелирам граѓаните да дојдат да си ги подигнат. Одма после подигањето ќе бидат истите активирање, а при првото одење кај нивниот матичен лекар тие се должни за да си впишуваат личен пин код на здравствената картичка. Инаку, од Кочани има уште околу 1000 лица што се уште не поднеле документи за добивање електронска здравствена картичка. На ниво на Македонија се испечатени и дистрибуирани до подрачните служби на фондот 106.540 електронски здравствени картички. Подигнувањето на картичките се врши на шалтерите во подрачната служба на Фондот за здравство. Сите потребни информации за електронските картички може да се добијат во подрачните служби или на бесплатниот телефонски број 0800 33 22 од 8:30 до 16:30 часот секој работен ден. Дополнително можат да се информираат граѓаните и на веб страницата на фондот. Близу 11 милиони и 600 илјади денари инкасирала општина Виница во 2015 од наплатата на локални даноци. Најдобра е наплатата на данок на имот со 93% реализација. 11 милиони 575.397 денари е сумата која легнала на општинското салдо по основ на наплата на локални даноци во општина Виница. Најуспешна е реализацијата со наплата на данок на имот, цели 93%, или од планирани 5.771.269 денари, општината успеала да наплати околу 5.300.000 денари. Наплатата од правните лица е подобра отколку наплатата од физичките лица. Околу 1,5 милион денари се собрани средства од правни обврзници, а близу 4 милиони е наплатата од физичките лица. Споредбено со 2014 година наплатата на данок на имот е намалена за 6%. И по основ на данок на промет и данок на недвижности, општината инкасирала околу 3 милиони и 800.000 денари. Нешто послаба е наплатата на комуналната такса или фирмарина со 75%, од планирани 3 милиони и 100.000 денари, наплатени се 2 милиони и 300.000 денари. Од оделението во Виница апелираат дека истекува рокот за поднесување даночна пријава за утврдување данок на имот за 2016 година. Рокот за поднесување е 31 јануари, а ја поднесуваат обврзниците на данок на имот, собственици, корисници и плодоуживатели на недвижен имот, земјишта и згради, стамбени згради или станови, деловни згради и деловни простории, административни згради и административни простории, згради и станови за одмор и рекреација. Даночната пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, односно настанувањето на даночната обврска за имотот што се стекнува или почнува да се користи во текот на годината. Даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определениот рок, им се изрекува глоба за сторен прекршок во согласност со Законот за даноците на имот. Планот за пошумување и заштита од ерозија на територијата на општина Кочани е реализиран согласно објективните можности. Во информацијата од јавното предпријатие Македонски шуми, доставена до Советот на општината, е вклучено и пошумувањето во рамки на минатогодишната акција Ден на дрвото.
Скромна е информацијата што подружницата на македонски шуми од Кочани ја испрати до Советот на општината во врска со реализацијата на планот за пошумување и заштита од ерозија за минатата година. Недостасуваат конкретни податоци за бројот на садниците и површините кои се опфатени со нова шума или пак каде и колку е извршено обновување на оштетените и исечени стебла. Во писмениот допис стои дека активностите се реализирани во согласност со посебните планови за 10-годишното работење и соодветните акциони и развојни планови што се донесени од јавното претпријатие, а подкрепени со валидна документација. Постојните и потенцијалните ерозивни подрачја биле заштитени според предвидените мерки, при што се засадени нови шуми со соодветни дрвни видови. Во информацијата од Македонски шуми стои дека придонес во подобрувањето на шумскиот фонд дала и акцијата Ден на дрвото, со која минатата година биле опфатени 10 хектари на пониква и во местноста Цигански рид. При тоа биле засадени 20.000 садници од смрча и багрем. Отсуството на други податоци за активностите за пошумување е надополнето со констатацијата дека сливните подрачја во општината започнуваат од повеќе гребени вклопени во високопланинските пасишта, за кои е надлежно јавното претпријатие за управување со пасишта, при што дел од овие површини се со лош почвен квалитет и во иднина треба да бидат опфатени со нови пошумувања. Слична информација за извршеното пошумување и заштита од ерозија на територијата на општина Кочани беше изготвена и минатата година, поради што на седницата на Советот беа упатени критики со барање да се добијат поконкретни податоци. Советниците повторно ќе расправаат за ова прашање на првата седница во 2016-та, што е закажана за идниот петок. Со оглед на скромните податоци со кои располагаат од информацијата, прашање е дали тие можат да помогнат во изготвувањето заедничка стратегија за намалување на ерозивните терени. Корисниците на правата од областа на детска заштита си ги знаат обврските. Околу 2/3 од луѓето кои ги користат веќе си ги обновиле своите документи за земање посебен детски и родителски додаток за трето и четврто дете. Од почетокот на годината започна и обновата на документите за користење на правата од областа на детска заштита. Од социјалните центри од Кочани и Виница ги потсетуваат корисниците дека до крајот на март треба да поднесат барање за продолжување на правото за посебен детски и родителски додаток за трето и четврто дете. Во Центарот за социјални работи во Кочани обврската веќе ја завршиле 2/3 од лицата што треба да поднесат документи. За посебен додаток од Кочани документи треба да обноват 160 лица, за детски 300, за родителски додаток за трето дете 320 и за четврто 8 лица. Во Виничкиот центар за социјални работи документи за родителски додаток треба да поднесат 154 корисници, од кои 88 се од македонска, 53 од ромска, 11 од турска и 2 лица од влашка националност. За посебен додаток треба да поднесат 79 корисници, од кои 48 се од македонска и 31 од ромска националност. Во центрите за социјални работи корисниците треба да подигнат формулари и истите да ги пополнат. За детски додаток на увид треба да се достави лична карта и потврда за приходи од работен однос или друг вид на приходи. За посебен додаток на увид треба да се достави лична карта, а за родителски, освен лична карта, потребна е и фотокопија на детската здравствена книшка и од трансакцијска сметка. Во Трговскиот центар во Кочани хуманите граѓани донираа средства за помош на Методи Митев. Се продаваа и карти за хуманитарниот концерт по патеките на Тоше, кој што по четврти пат ќе се одржи во Кочани. Штанд во Трговскиот центар беше поставен за помош на Методи Митев од Кочани. Граѓаните на Кочани даруваа и ја покажаа својата хуманост. Освен мечиња и украси кои што се продаваа по символична цена, на продажба беа и карти за концертот по патеките на Тоше, што годинава ќе се одржи за помош на Митев. Сакам да дадам еден апел дека на 25.1.2016 година во 20 часот ќе има хуманитарен концерт. Концертот ќе гласи по патеките на Тоше, тоест ќе биде наменет во чест на мене, така да ќе ги замолам сите граѓани на град Кочани, газди и фирми да можат што помасовно да ги купат картите и да присуствуваат на хуманитарниот концерт, за да можем да ги соберам парите, да идам на операција у Кина и да можем повторно да застанам на ноз. Благодарам унапред.
Инаку Тоше Илиев од Кочани ваков концерт организира 4-та година поред и преку него им помага на луѓето на кои им е потребна помош. Предходните 3 концерти беа наменети за помош на Даниел Митков, семејството Димитрови од село Бели и за детето Петер од Кочани. На концертот ќе настапат познати музички имиња од Кочани и македонската естрада. И за крајот вестите, спортската информација. Викендов на Пониква ќе се одржи скијачки надпревар во детска и младинска конкуренција. Организатор е ски биатлон и ролер клубот Кочани. В сабота на падините на Осогово ќе се одржи првиот надпревар од државното првенство во крос-кантри скијање. Организатор е ски биатлон и ролер клубот Кочани со поддршка на Скијачката федерација на Македонија. На надпреварот, освен домакинот, се најавува учество и на скијачките клубови Олимпик ски од Крушево, Ски и Рис од Скопје, Мирна долина од Маврово и Бистра од Ростуше Маврово. Според информациите од организаторот, ќе се одржат 4 трки во исто толку категории. Први ќе настапат најмладите во категорија на цицибани, за кои спринт патеката е во должина од 1 километар. По нив следуваат деца во категоријата 1 на патека долга 2 км, па деца во категоријата 2 кои ќе се надпреваруваат во спринт на 3 км. На крајот предвидено е учеството на младинците, кои во јуниорска конкуренција ќе треба на ски да истрчаат 5 км. Крос-кантри надпреварот ќе се одржи на веќе подготвена патека во местноста Аеродром на Пониква со почеток од 11 часот и 30 минути. Предходно ќе се одржи технички состанок на кој ќе биде изготвена стартната листа, пошто надпреварувачите ќе се запознаат со патеката и ќе им бидат поделени стартните броеви. Прогласувањето на најдобрите е закажано за половина час по завршувањето на надпреварот. Крос-кантри скијањето во нашата држава се уште е на почетно ниво и токму организирањето на ваков надпревар на Пониква е со цел за негова популаризација, во што се вклучува и Комитетот за нордиско скијање и биатлон при Скијачката федерација на Македонија. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме убав викенд. Довидување.